Опозицијата во Советот продолжува да ја лаже и манипулира јавноста, велат советниците од коалицијата предводена од СДСМ. Единствената точна информација од последната пресконференција, рече денеска советникот Ненад Коцич, е дека тој поднел предлог за разрешување на управниот одбор на ГРК Борец и превземање мерки за намалување на загадувањето во општина Велес. Неговите постапки на последната седница вели се оправдани, но опозицијата не знае зошто се одлучил на таков чекор, бидејќи нивните советници не учествувале во работата на комисиите. Поради тоа што не учествува во комисиите, кои што ги има Советот на општина Велес, не знаат дека стручните служби во општина Велес побара наместо итни мерки, итни превентивни мерки, да се донесе целосна стратегија за амбиенталниот воздух во Велес. Моја проценка како предлагач беше дека една таква стратегија ќе биде подобра и таа ќе се донесе во текот на оваа недела. Ќе повторам, ова не го знаат членовите на опозицијската коалиција, затоа што не учествуваат на комисиите. Зошто одбиваат да учествуваат, треба да им објаснат на нивните гласачи, оние луѓе чијшто интереси треба да ги застапуваат. Патетично е, вели Коцич, ВМРО ДПМН е да обвинува за несериозност, кога тие има 8 години да превземат мерки за намалување на загадувањето, но не сторија ништо. Стратегијата смета ќе понуди низа и долгорочни мерки за надминување на проблемот со загадувањето. Заклучок е дека наместо да излезат во велешката јавност и да објаснат дали и како дозволија масовна злоупотреба на општинскиот имот, возење и уништување на државните коли од страна на партиски функционери, ангажирање на лични возачи со пари на граѓаните на Велес, што испија за илјадници евра народни пари и како за петјадата, така и за време на своето владење, како дозволија општината да се задолжи за 2,7 милиони евра, како што наведе на последната пресконференција градоначалникот Коцевски, тие испаѓаат на помалку смешни пресконференции, жалејќи се дека имале премногу, дури 39 точки на дневниот ред. Општината нема да се откаже од поддршката за спортските клубови, но Коцич најави дека ќе се прави увид во досегашната работа. Деновиве најави дека ГРК Борец ќе добие и нов управен одбор, за чии членови Коцич потенцира. Добре дојдени си и предлози од опозицијата.